Стефчо Јакимовски веќе неколку пати се најде на функцијата прв човек на општината Карпош. Вистинска телевизија излезе на терен токму во општината Карпош. Ги прашавме неговите сожители колку и како се задоволни од работата на Јакимовски. Дали исполнил се што ветил во предизборната програма и дали повторно би го поддржале со глас за поддршка доколку се кандидира за следен мандат. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. Супер. Многу сум задоволен. Ми беше и министер, пустоа и така. Работи ли за општина? Работи. Чистат. Тоа е тоа. Би го поддржале ли за уште еден мандат? Па не знам дали ќе се кандидира. Па сум задоволна, одавно сум тука. Ништо немам некои противи, некои посебни. Се работи ли за општина? Живеам у еден двособен стан, руски станови. Добро е. Па да ви кажам, ја како пенсионерка не можам да знам све детали, значи во текст преку телевизија имам такви информации, тоа е. Би го поддржале ли за уште еден мандат Јакимов? Да, сигурно би. Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош, колку сте задоволни од неговата работа? Мислам дека ќе останам без одговор. Жив лопов, преварант. Жив лопов, преварант. Брзи од Ѓорđe, и он од Ѓорđe. Лопов жив, преварант. Пари да ги врати од Вајко, мостот. А другите Господ ќе ги врати. Јеќ. Опште не сум. Почетокот беше добар, одличен. Сега нито чист таму Карпош 4 и ништо не влизе. Не работи како што треба, але нешто има. А што има, не знам. Ќе му даете ли шанса за уште еден мандат Не да Боже, никогаш за него. Никогаш. А стално му дававме, стално. Али сега не заслужи. Треба да заслужи за да го гласаш. А тој што заслуга имаш? Истовите полна, порано имаше мета чисте, ги плаќаш он. Све. Сега ништо. Порано и доаѓаше, таше ја гледаше на селовата све. Многу добар и за тоа го гласува повторно. Ама сега Па добро во рете, мислам, до сега. Па сега има нешто што треба и да се поправи, но сепак тоа е тоа. Сега, инако јас како граѓанин сум задоволна. Оствари ли поголем дел од работите кои ги вети во предизборната кампања? Па сега, што е тоа е, не можам да кажам конкретно што ветил, сепак треба да се обрне внимание на хигиената, да се одржуваат, да се сврла ѓубрето редовно од кантите и по улиците, нешто, тоа е веќе малку така по... Би го поддржале ли со глас за уште еден мандат да доработи се што вети? Да, сигурно, тоа сигурно. Многу. Многу го сакам и го почитувам како политичар. И мислам дека све што можеше направи за Оствари ли голем дел од програмата кој што го вети? Да. Би му дале ли глас за уште еден мандат доколку се? Да. 100%. Почетокот бев многу задоволна и го биравме, ние гласав за него. Меѓутоа сега од како излезе од партијата што го биравме, значи ја напушти Карпош, воопште не чисти, не средува ништо. Не сме задоволни. Мислам, лично јас не сум задоволна. Би му дале ли поддршка за уште еден мандат да доработи се? Никако. Само гради, ни ја задужи Карпош 3. Не задуши, просто не задуши. Ја мислам доста е. Ние сме многу задоволни. Толку можам само да кажам. Би му дале ли поддршка за уште еден мандат? Да. Стефчо Јакимовски, градоначалник на општина Карпош, колку се задоволни? Не би коментирал, мислам дека понатаму на тоа. Фала. Па стално може подобро. Океј, не можам да кажам ни лошо ни добро, али може да биде подобро и има многу работи што може да бидат подобро и да се изработат многу подобро за општината. Го реализираше ли поголемиот дел од ветеното во предизборната програма? Па стварно не би знал да кажам, не знам програмата убава на Стефчо, не се сеќавам точно на неговата програма. Меѓутоа, како што кажав, стално може подобро. Би му дале ли глас за поддршка за уште еден мандат може? Па сега гласањето е тајна работа, така да ќе видиме кога ќе излеземе на... Влад, можам ти кажам најдобро, али задоволен сум би кажал. До сега како иде добро, мислам се. Би го поддржале ли со уште еден мандат?
Не за моментов не размислам на така, ама не би гледал причина зошто и да не. Каква е состојбата со младите во општината? Се работи ли на проекти конкретно за младите? Не сум толку упатен да ти кажам, не сум ни често во мојата населба, така што не знам да ти го одговорам.